на сите присутни овдека, ви благодарам на присуството и ви благодарам што сте дел од теренските активности кои што ги предводи победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН заедно со народот и политичките партии кои што се дел од оваа коалиција, која што јас ви уверувам дека на 12 април лето господово 2020 година ќе донесе историски најголемата победа на парламентарните избори во независна и суверена Македонија. Кога почнавме, имавме дилема дали ќе биде активноста успешна, бидејќи од секаде стигаше до нас информација дека на нашите сограѓани им е преку глава од избори, дека се изморени од избори, дека покрај сите оние нереализирани и неисполнети ветувања, неиспорачани очекувања, дека постои еден вид разочарување, апатија кај нашите сограѓани, дека не сакаат повеќе да видат политичари, бидејќи чувството и перцепцијата кај нашите сограѓани за политичарите е дека или овие дојдат овдека да не лажат, за да може да ги гласаме, а потоа да седнат во дебелите фотели за да може да крадат. Ние тргнавме во една теренска активност да покажеме и да докажеме дека ние сме поразлични и дека како генерација политичари имаме што да понудиме, дека ниту сме лаждовци, ниту пак ја бараме поддршката на граѓаните преку лаги и измами, туку ја бараме поддршката затоа што имаме честита понуда и затоа што сакаме крваво макотртно да работиме откако ќе добиеме таа доверба, за да покажеме и докажеме дека Македонија може поинаку и дека најдобрите денови и времења за Македонија и граѓаните на Македонија доправа доаѓаат, да не се разочаруваат, затоа што оваа неславна епизода наречена Зоран Заев и СДСМ завршува со една огромна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова Македонија на 12 април. Изгледавме крајот на септември, поминавме десетици градови, поминавме стотици села, булевари, илјадници разговори со наши сограѓани, излеговме да учиме, да слушаме онаму каде што и ние сме грешеле во минатото, да слушнеме од прва рака очи во очи, гради во гради, да не ја повториме таа грешка, но онаму каде што сме направиле добри работи, истото тоа да го усовршиме, да го надградиме и да го направиме подобро, онаму каде што греши нашиот политички противник, да понудиме решение, да можеме тоа решение да го испорачаме и исполниме откако ќе добиеме довербата од граѓаните. И не се срамиме да кажеме дека учиме и човек практично учи додека е жив. Никој научник не се родил, туку напротив, колку повеќе разговарате, колку повеќе ги слушате вашите сограѓани, соседи, пријатели, колеги, роднини, толку повеќе учите. И нема лошо во тоа. Но за жал, денешната реалност кај овие политичари во владата е малку поинаква. Сосема различно од онаа која што ние ја гледаме на булеварите, на улиците. Онаа реалност која што ја слушаме нашите сограѓани, таа е тешка, мачна, сиромашна, полна со разочарувања. Луѓе кои што не веруваат дека ќе имаат иднина во оваа држава, луѓе кои што се разочарани и луѓе кои што практично едвај крај со крај крпат да го поминат месец. За жал, овие наши елитисти, деспоти кои што се во владата, денеска ги слушнавме како велат дека директно од црвените килими во Пагинкенската палата дојдаа овдека во Волково, за да ги гледаат Ѓорче Петровци очи во очи и да ги лажат. Ги гледаме како се караше премиерот заедно со градоначалникот и се надпреварува кој повеќе да излаже дека изградиле канализација, дека изградиле тротоари, дека поплочиле улици, а во суштина видовме дека тоа е една голема шарена лага. Мислам, јас не очекувам ништо поразлично од Зоран Заев, ниту пак од овој кафанџија овдека наречен градоначалник во Ѓорче Петров. Не очекувам ништо поразлично од тоа, отколку да кажат уште една шарена лага, предпоставувам со алкохол во крвта од 0 промили,
затоа што ако е малку повеќе ќе се изнаслушавме уште нешто плюс кое што ќе беше потрагично и посмешно, но она што го видовме на вистина ме загрижува. Тие не гледаат во очи и не само што не гледаат во очи и бесрамно лажат, туку тоа им стана пракса, а уште полошо е што мислат дека народот верува во нивните лаги. Тоа е полошото. Народот македонски е мудар и знае да процени и оцени лажливи политичари и лажливи карактери и лажливи луѓе. Ние денеска ја бараме довербата и ќе продолжиме да ја бараме се до 12 април. Тогаш овој мудар народ, позади футијата, ќе им одговори дали лажливо блескаме како што денеска тоа го кажува овде во Ѓорчево, Волково, или пак ќе ги блесне казната од народот така силно што ќе им требаат години да се соземат од тоа што ги снашло. Затоа што следи огромна голема победа на народот заедно со ВМРО ДПМН и една нова честита влада во Македонија. Но јас нема да зборувам за тоа што денеска зборува. Ова денеска е само продолжение на срамот, понижувањата и омаловажувањата што ги прават овие 3 години. Јас ќе ве потсетам и на неколку други лаги од минатото. Се сеќавате и на Жицата, се сеќавате како изгубени низ времето го бараа семето, но за жал ниту семето го најдоа, а Жицата остана скината, а со Жицата остана скината и нашата душа македонска, затоа што е понижена и омаловажена од овие луѓе. Затоа што нема денеска човек кој што не се чувствува понижен и омаловажен од сето она непристојно несување, примитивно несување, распродажба која што овие луѓе им ги приредија на македонските граѓани. Се сеќавате кога шетаа по булеварите и по плоштадите и по улиците, кога велеа само што не се променила власта во Македонија и веднаш ќе почнал да дува алпски воздух. Дека веднаш ќе се прочистало се и тоа било лекот само да се променела владата во Македонија. Еве, денеска 3 години потоа, не само што него дишеме тој алпски воздух, не само што него дочекавме тоа лажливо ветување, туку денеска Скопје руши рекорди на светската скала по најзагадени градови. Нашиот Скопје, градот убав, денеска руши рекорди и секогаш е во првите 5, заедно конкуренција му се неколку пакистански и индиски градови. Никој од вас не ги тераше да ветуваат студентски градови, реновирани студентски домови, образование кое што младите луѓе ќе го добиеле како нивните врстници во Европа и во развиениот свет, па таа младинска гаранција, па дополнителни стимулации за младите земјоделци и што ли уште не, лага до лага. Каква е денеска реалноста? Нема ниту студентски град, ниту реновирани студентски домови за квалитетно образование, ниту станува збор, ниту пак некој сака или има абер да се позанимава со таа тема. Гледаме како тонеме на сите светски ранг листи, а младите ги полнат куферите и трајно ја напуштаат нашата држава. 5 од 10 мои дипломци веднаш по дипломирањето разочарани од безперспективноста што ја има тука во Македонија, одлучуваа да ја напуштат Македонија. 5 од 10, а другите 5 порано или подоцна истиот тој чекор го превзема. Тоа е таа трагедија денеска која што и се случува на Македонија. Селата веќе не се празни, тоа е стара приказна. Денеска градовите се празнат. Мојата генерација, оние околу 40 на години, кога се собираме еднаш годишно да ја прославиме матурата, се броиме на прсти, а бевме 39 одлични, од кои што 35 беа скроз одлични. Денеска се наоѓаат по универзитетите во светот, по фабриките, по адвокатските канцеларии. Се броиме на прсти кога еднаш годишно ќе се собереме да ја прославиме матурата. Се сеќавате на оние чевли кои што ги редеа пред владата, па велеа само што не се променила власта,
и ние ќе ги донесеме вашите деца овде во Македонија. Денеска таа редица и таа бројка е најмалку 5 пати поголема од таа што тие реда. Издегуваат статистики на светските листи. 2018 година е рекордна година на иселување на граѓани од Македонија. Повеќе од 33.000 наши сограѓани трајно напуштија Македонија. Зошто? Затоа што нема перспектива, затоа што се разочарани, затоа што се исплашени за иднината на нивните семејства, на нивните најмили, на нивните дечиња, внучиња. Тоа е главниот проблем. Сето останато тие можат да го истрпат, но не може да ги истрпат лажливите политичари кои што доаѓаат од редот на СДСМ, не можат да го истрпат повеќе Зоран Заев, затоа што знаат дека што ќе каже е практично спротивно на вистината. Се е тоа невистина, не сакам да кажам лага. Недостоинствено е тоа да се зборува. Затоа што тој човек не бираше зборови и ветувања само за да дојде до фотелјата, за да може своето криминално минато да го избрише. За да може да биде повторно амнестиран за случајот подкуп во кој што цела држава и меѓународна земјица гледаше како бара мито за работа која што како градоначалник мора да заврши. И што се ќе не убедува дека бил невин, дека тоа што сме го гледале не сме го гледале, тоа што сме го слушале не сме го слушале. Еднаш криминалец, цел живот криминалец, ама криминалот ќе биде поразен на 12 април 2020-та. Јас ви ветувам. Ќе измислуваат, ќе монтираат, ќе се закануваат и ќе уценуваат денови не делат 29 од денот кога ќе напушти владата на Македонија. Месеци неколку не делат од големата победа. Они нека измислуваат, нека креираат со сите нивни слуги кои што ќе ве малтретираат и ќе не малтретираат во овие неколку недели и месеци. Ќе ги издржиме. Во очи ќе ги гледаме и ќе ги издржиме. Ама треба да се свесни дека после доаѓа нивниот ред. Од 13 април доаѓа редот кога правото и правдината ќе ја победат неправдата и криминалот на СДСМ и Зоран Заев. Вие само измислувајте, а ние ќе работиме. Вие газете црвени килими во Бакингемските палати и скапите хотели во Брисел, а ние сме локал, заедно со народот и со народот ќе ве победиме на 12 април. И нема да не мрнете од тука. И ветуваа на пензионерите секоја година по 10% дека ќе ја зголемувале пензијата. А што направија? Прво што направија, ги намалија пензиите. И му скратија само во последните 2 години по најмалку 1400-1500 денари месечно. За да го видиме Зоран Заев како го зграбил листот хартија со буџетот, вашиот буџет, на народот буџетот. Вие го полните тој буџет. Не они. Вие го полните. И да им рече, тоа што ви земавме, ама сега од јануари ќе ви дадеме 700 денари. А оваа година ќе ви ги покачиме пензиите онаму малку мина кои што ќе одрживаат тоа за цели 36 денари. А најголемиот дел ќе добијат помали пензии. Но не се пензионерите наивни луѓе. Тие се мудри, искусни луѓе кои што поминале се. Поминале низ нивните раце многу такви измамници како Зоран Заев. Знаат да оценат тие луѓе какви се тие карактери. И својот конечен збор ќе го кажат на 12 април 2020 година заедно со граѓаните на Македонија. Цела недела ја малтретираа македонската јавност. Каде бил ВМРО ДПМН, каде бил Христијан, да се произнесе за автентичното толкување за амнестијата. Еве се произнесот. Го кажавме нашиот став. И што се случи? Самите тие, тоа што го понесоа,
Тоа што Зоран Заев го подржа, не го гласа во парламентот. Знаете ли зошто? Затоа што тоа беше измислен случај за да се доисплатат стари долгови за она насилие што се случуваше во парламентот, за да се остави можност Пендановски Стево после 13 април да ги амнестира криминалиите на овие што денеска се ноѓаат во Илинденска број 2. Затоа не го гласа и затоа оставија простор да не биде изгласано тоа автентично толкување. Ајде, зошто до сега се кријат и ги нема, молчат, да кренат глава и да одговорат? На барањето на ВМРО-ДПМН е принципиелно барање пред македонскиот народ, пред македонските граѓани. Ајде, политичари кои што биле предмет на амнестија, да заборават на политика, да заминат од политиката и да не се занимаваат повеќе со политика. Зашто се кријат? Ке ви одговорам многу едноставно. Сетете се на Глобал. Сетете се на тој мултимилионерски скандал кој што се случуваше кога Зоран Заев беше аболиран. Затоа што знае дека ако го прифати ова наше принципиелно варање кое што се темели на вредности, тој ќе мора да замине од политиката, а со собственото заминување ќе треба да понеси одговорност за сето она што и го направи на Македонија, но и што ја направи на неговата родена Струмица. Ке треба да се сети на идеите на Пецев, на Белев, на Јарамов, на Топчев и на Костуранов. Тие имаа поинаква визија и сон за нашата Македонија. Тие се неговите сограѓани. Затоа што тогаш тој ќе биде срам спореден со неговите сограѓани, што и направи на Струмица и што денеска и прави на Македонија. Но ќе подсетам, ти само монтирај, измислувај, праќај ги оние слуги да ги малтретираат активистите, членовите на ВМРО-ДПМН, да носат маски, бидејќи се кукавици, да се покажат, да ги видиме очи во очи. Повеќе мина на еден да напаѓа, ти само праќај ги, ке ти издржиме и тебе и нив. Ама треба да си свесен дека од 13 април 2020 редот е на тебе. И да тие малкумина слуги кои што ти слугуваат, тогаш ќе треба ти да ги издржиш. Ајде заедно да донесеме закон во парламентот, каде што ќе се испита потеклото на имот на сите политичари. И еве јас се пријавувам како прв доброволец. Да видиме од мене да почне. Ајде да почнеме да видиме кој од политичарите и како го стекнал собствениот имот. Да видиме кои семејства стократно, илјадуткратно во рок од неколку години го имаат зголемено својот имот. Да видиме врз основа на што го зголемиле тие својот имот. Еве јас да видам првиот како пример и моето семејство. Нема одговор. Нормално дека нема одговор. Затоа што знаат дека не се чисти. Затоа што знаат дека така брзо и така многу не се стекнува имот со честна и честита работа, туку со работи кои што се само не се честни и честити. Потоа рековме, ајде да видиме, да изгласаме во парламентот измени во изборниот законник, каде што покрај 6 носители ќе имаме и кандидат за мандатар по принципот на европските демократи. Тој што ќе биде кандидат за мандатар, да не биде кандидат за пратеник. Победуваш на избори, формираш влада. Поразен си на избори од народот, заминуваш од политика. Не да се криеш во пратеничкиот мандат и со пратеничкиот имунитет. Излази, бараја довербата од граѓаните. Ако победиш, мандатар си. Ако загубиш, заминуваш во политичка пензија. Кој нема да каже, нема да одговори позитивно, затоа што знае, свесен е дека губи, знае и свесен е дека катастрофално губи на 12 април и знае дека потоа следува одговорност
i saka da se krije pozadi prateničkiот мандат и имунитет. Го нема да излезе, да не погледа нас, граѓаните, очи у очи и да каже да, прифаќам фалдената ракавица. Па не ли млескаме? Не ли е сигурен дека ќе победел од 60 до 100.000 разлика? Па ја да сум сигурен толку, еве, јас ја прифаќам таа фрлена ракавица, да изгласаме и да не видиме на пратеничките листи, да не бараме имунитет и заштита во мандатот. Кој победува, формира влада, кој губи, заминува во политичка пензија. Четвртото барање, кое што му го упативме нему и на СДСМ, а ги гледаме молчат, бегаат, се препелкаат, уплашени се, ги нема никаде. А тоа беше барањето за предвремена ратификација на протоколот за приклучување на Македонија во НАТО алијанса. Не затоа што сакаме да одиме пред време, туку затоа што сакаме на Зоран Заев да му покажеме и докажеме какви европски вредности вистински споделува ВМРО ДПМН. За да му покажеме дека нема алиби да се препелка и да ја лаже македонската јавност дека наводно ќе задоцнало ратификувањето на протоколот и затоа ќе мора да ги одложи изборите. Ајде, поддржи ја господина Заев иницијативата на 31 пратеник од парламентот, поддржана од неколку опозициони други политички партии и предвремено да го изгласаме протоколот и да немаш алиби за дополнително одложување и соочување со граѓаните. Да си остане 12 април, денот на почетокот, на крајот на твојата политичка кариера. Уште многу други работи ги гледаме, почитувани Ѓорче Петровци, почитувани Скопјани, мои сограѓани. Уште многу други работи гледаме како се препелкаат, немаат одговор, бегаат, се срамат, се плашат, безидејни се. Им останаа заканите, уцените, лагите, му ветиле ова, му ветиле она. Никој никому ништо не ветува. Народот е тој кој што дава, но народот е тој кој што зема. Народот на 12 април ќе му го покаже местото на овој политички измамник. Народот е тој кој што ќе му даде еден громогласен одговор на дилемата дали блескаме или по-тешко никогаш не било во Македонија. Народот ќе даде одговор на целиот овој примитивизам, на сето она понижување, омаловажување. Народот ќе застане наспроти сиот криминал и корупција кој што се случува овие 3 години. Народот ќе ја залепи скинатата жица и народот ќе си го најде семето и ќе обновиме заедно Македонија од овој пепел во кој што ќе ни ја остават СДСМ и Зоран Заев веднаш после 12 април 2020 година. Ние нема да ветуваме се, ќе се изнаслушате се и се што и ветувања и очекувања во периодот кој што следува. Подготвени се да ви кажам. Ние не сме како нив. Затоа што доколку и ние влеземе во една таква трка на лажни ветувања, тогаш чуму би застанале пред вас и би ја барале поддршката ако сме сите исти. Ние не сме исти. Ние имаме честит пристап. Тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го испорачаме. Јас сум сосема свесен за сето она разочарување кое што е присутно. Јас сум сосема свесен дека така лесно довербата нема да се заслужи без разлика кој да застане наспроти народот. Но исто така сум свесен дека народот ќе ја препознае нашата искрена и честита намера. Народот ќе го препознае она кое што како порака ќе го испраќаме во периодот кој што следи. Свесен сум дека на народот му е преку глава и сака овие политички измамници да заминат.
i svesen sam vo ogromna pobjeda na 12. april 2020. godina za podobno utre na generacijite što dalja i generacijite koji što deneska živa zajedno s nas za Makedonija. Sakam u šturnaška sosema na kraj, da vi se zablagodaram za današnjo to prisustvo. Ne očajujte i nemojte da budete razočarani. Ne sakam lažna nadeš nikomu da davam. Nema da dojdat uspesite preko noći. Kad treba mnogo rabota. Kad treba krv, pot i solzi zajedno da lijeme. I zajedno da si obnovujeme Makedonije. Kad treba vreme. Zato što mi koji ništo deneska zabadijala ne dala. Ako samite ne se izborime za to. No ja vetuvam, stojam vaka pred vas i oči u oči ve gledam. Deka zajedno s vas, ramo do ramo, i vokal, i na sneg, i pod došt, zajedno ke rabotime i zajedno ke kopame rovovi, za da gi postavime temeljite na novata obnovena Makedonija. Zajedno ke vodime revolucijata, a ja se vidam s vas vo prvite redovi. Nema da se krijam po toplite kabineti i nema da gažam develi, crveni, persenski kirimi po skapi hoteli. Zajedno s vas i vo Volkovo, i vo Kučeviška bara, i vo Češinovo, i vo Bleševo, i vo Centar, i Kumanovo, i Gergelija, i sekalen iz Makedonija, od Debar do Delčevo, od Gergelija do Kumanovo, ke vidam s vas, i vo gradovi, i vo sela, i na niva, i na bulevari, i na ulici i po poštadi. Makedonija zajedno da si obnovime. Da ste mi zdravi i živi, da mi je večna i nekorita Makedonija. Mi govorim u Šturnaška srca.